Добро вечер. Ајде, почнувате да се вклучувате. Добра ви вечер. Добре доаѓате. Еве, се вклучувате еден по еден, баш ми е мило. Добра ви вечер на сите. Како сте? Можете и да одговорите на чат. Може и да си одговорите на себе како се чувствувате, затоа што вечерва ќе зборуваме токму за емоциите и кој управува со нашите емоции, со вашите емоции. Интересна тема за оваа неделна вечер и верувам од почнување на неделата која е пред нас со една нова енергија, со еден убав поттик во вас за да разјасните како да се водите по своите емоции и како да управувате со нив. Добро ви вечер, Кристина. Добра вечер, Радица. Супер се вклучувате, баш ми е мило. Навистина, многу ми значи и голема благодарност за прашањата минатиот пат, кои што ми ги поставувавте, кои навистина ме инспирира и ме поттикнавте да ви одговарам, затоа што гледам дека има интеракција и сето тоа ми создава поголема мотивација, нели се разбира. Добро вечер, Славица. Супер, и сето тоа, значи, ми значи, мене лично, затоа што забележувам дека следите, дека будно сте внесени во оноа што го изнесувам тука, значи не зборувам сама за себе, туку зборувам и имаме наизменично размена на информации, што ми е особено важно. Оноа за што вечерва ќе зборуваме, како што реков на почеток, се нашите емоции и кој управува со нашите емоции. Секој од нас се чувствува некако. Чувството е нашето доживување, всушност, на одредена емоција, која произведува одредена мисла или пак може би мисла која што најчесто интерпретирана од наша страна произведува чувство на доживување наше на некој настан. И замислете, не е тоа туку така, туку сме имале ние искуство во одреден дел од животот со некоја иста или слична ситуација која што ни тригерира одредена емоција. И врз основа на тоа почнува да се случува драмата. Сега, таа драма почна да се случува од внатре и најчесто оди кон надвор. Меѓутоа, многу е интересно што таа драма е предизвикана најчесто од надвор, па ни се случува нешто во внатрешноста и најчесто е реактивна реакција или поретко проактивна реакцијата наша. Што значи тоа? Јас сега ви изнакажав тука еден куп работи, што значи тоа? Тоа значи дека врз основа на тоа што некој надворешен стимуланс делувал кај нас, ние можеби некој ни кажал, можеби нешто во текот на денот се случило, нели комуницираме со некого и некој ни кажал нешто. И тоа можеме да го сватиме, нашиот изборот, тоа можеме да го сватиме или како навреда, или како информација. Што точно значи тоа? Го сваќаме како навреда, тогаш и само тогаш, кога се поистоветуваме со оноа што ни е упатено од надворешната страна. И го земаме здраво за готово, го лепиме за нашата личност и веруваме дека сме тоа ние. И тука почна нашата реакција, создавајќи емоција на бес, емоција на лутина, емоција на, не знам, можеби некогаш револт, омраза, фрустрација, ред емоции кои што се изведени од некоја реакција. Велам изведени зошто? Затоа што има многу емоции. Кога ќе ја сватиме суштината, некои велат дека постојат само две основни. Тоа се постапуваме од љубов или постапуваме од страв. Најчесто реактивната наша реакција е кога постапуваме водени од стравот. И тогаш ја чувствуваме загрозеноста
на личноста наша, условно кажано, од некој што нешто ни кажа. И тогаш реагираме. Меѓутоа, ако јас не ја залепам емоцијата за вредноста на мојата личност и донесам одлука и направам избор дека е тоа чиста информација и тоа е програма и искуство на оној кој ја изнесува таа информација, тогаш веќе имам проактивен одговор на оноа што некој го кажал за мене или лично ми го изнел. Тоа е веќе управување. Некои тоа го сметаат за емоционална интелигенција и да, е дел од емоционалната интелигенција и верували или не, тоа е навистина многу поважно отколку оној интелект кој што знаеме да го бележиме како IQ и според кој велиме дека вау, ово е стварно многу интелигентен и така натаму. А ќе видиме дека многу интелигентни луѓе, велам, значи веќе возрастни личности, не често знаат да се носат со одредени емоции и најчесто се повлекуваат и доаѓаат до неискажување и недоискажаност на својата личност и својот потенцијал кој го имаат. Зошто? Едноставно затоа што многу им е полесно да се интерно да се свртат кон себе и во некој свој свет, каде што ќе ја избегнат привидно реакцијата, односно ќе го избегнат привидно изложувањето на надворешноста, бидејќи дозволиле да надворешноста влијае на тоа што сме ние. За да управуваме со емоциите, потребно е секогаш да наблюдуваме. Значи, да буквално да бидеме, да не ја лепиме емоцијата за нас. Нашето доживување да го наблюдуваме, емоцијата да ја видам од една птичја перспектива и да речам, да, окей, чувствувам сега во моментов лутина, чувствувам во моментов бес. Се чувствувам така и така и така. И се е тоа окей. И окей е се што чувствувате. Некои ќе речат дека е окей да се чувствува сите изведени, би рекла јас, емоции, како што се поттиснување, како што е фрустрација, како што е тага, како што е жал, како што е сожалување, како што е грижа и ред емоции кои што знаеме да ги окарактеризираме како негативни емоции. Во суштина тоа не се ниту негативни, ниту позитивни емоции, тоа се само емоции, кои што во зависност од тоа какво е нашето искуство, ние сме им дале одредено име и одредена етикета на тоа како ние сме го доживеале некој настан. Значи, емоциите не се ништо друго освен нешто што се движи. Што значи дека емоцијата и мислата ќе поминат, значи мислата што помине, ќе помине и емоцијата, меѓутоа оноа што останува е нашето доживување за одреден настан, одредена мисла и така натаму. Сега, како ние управуваме со тоа доживување, тоа е значи после настанот и што правиме ние. Ако ние постојано повторуваме една иста мисла, добиваме иста емоција на тоа, а нашиот ум не разликува, значи нема појма што е минато, што е иднина. Значи секогаш размислуваме во сегашниот момент. И оноа што се случило пред половина час, пред 2 часа, во моментот кога јас се присетувам на тој настан, потполно иста емоција доживувам и во иста состојба се носам. Зошто? Затоа што ние сме мисла, значи ум, емоција и тело. Тоа го доживувам на физичко ниво, на физиолошко ниво, како сакате. Сега, како јас, значи нашата умешност е, како ние да управуваме со тоа? Па веднаш кога ќе забележам, значи прво е тоа, да забележам дека јас се чувствувам
на одреден начин. Тоа ми предизвикало што? Одредена мисла. Океј, која е таа мисла? Таа мисла ми предизвикала ваква и ваква емоција. Дали е тоа вистина? Дали во моментот тоа вистина на мене ми се случува? Што понатаму? Кога ќе видам дека е тоа така, значи сум ја забележала, сум ја именувала емоцијата. Прво е препознавањето, второ е именувањето, трето е прифаќањето. Значи јас прифаќам дека се чувствувам, дека ја имам таа и таа емоција. Ние што правиме? Ние најчесто ја лепиме, пак ќе кажам, емоцијата за личност. Тоа е тажен. Јас сум депресивна. Па и тоа кога ќе слушнам некои па и тинеџери како зборуваат, беше едно време да се кажува депресивна сум. Значи дека ја врзувам буквално емоцијата, ја лепам на личност. Моментот кога ќе постапиме одвоено, значи јас чувствувам, јас не сум таква. Во моментов ја чувствувам таа и таа емоција, тогаш веќе сме направиле исчекор. Знаете што е многу битно исто така, да прифатите, да признаете дека така и така се чувствувате. Многу често се случува дури и во светот, нели, на оној деловен дел работата, да работите ги гледаме низ призма на конкурентност. И кога се јавува некоја конкуренција, ќе кажам, можеби не го признаваме тоа, бегаме од тоа, во кој смисол? Во смисол, добро добро, ете, се случило, супер, нека е со среќа, нека му е со среќа и така натаму. И одеднаш доаѓате и се фаќате, можеби себе во мисли, па јас видих вака и вака постапуваме, па ете така, тие ќе добиваат тоа и тоа, а ние вака и доаѓате во една состојба на поттиштеност, на непризнавање на конкуренцијата. Значи, непризнавање на тоа дека во даден момент чувствувате завидливост, можеби, љубомора, можеби ред работи кои што треба да ги освестиме. Ние не сакаме да признаеме, зошто? Затоа што секогаш сакаме да бидеме добри, морални, знаеме кои се затоа, знаеме кои се моралните карактеристики, знаеме што е етика, знаеме што е тоа како не учеле од мали да бидеме умни и да прифаќаме, нели, друго и така натаму, да не е добро да плачеш некогаш кога ќе ни кажат, или не е добро така и така да се чувствуваш, и понесени од тоа како искуство што го носиме, многу често не си ги прифаќаме, не ги признаваме прво емоциите кои ги чувствуваме, состојбата во која се наоѓаме, а камоли, значи не ги признаваме, а камоли да ги прифатиме. Значи, окей, ама јас не сум таква. Значи, се побивам со тоа што сум. Така што моментот на тоа прифаќање е многу, многу важен. И признавање дека да, па јас сум човек од крв и месо, како да ви кажам. Значи, сите ние нормално да чувствуваме одредени емоции. Тоа е се нормално. И нормално е да си ги прифатиме, за да само, ако ги прифатиме тие емоции кои што ги чувствуваме во даден момент, ние тогаш можеме да менуваме. Се додека ние нешто негираме, ние можеме да го измениме, затоа што негираме дека постои, а при тоа не се чувствуваме добро. И кога ќе прифатиме одредена емоција или одредена состојба, можеби ни е полесно да прифатиме одредена состојба во која се наоѓаме, значи чувството што го предизвикало одредена емоција, ќе можеме полесно да го смениме. Зошто велам чувството што ја предизвикало одредена емоција? Затоа што тоа е многу пошироко. Затоа што може да биде, значи, одредена емоција, за да ја почувствуваме, најлесно ја објаснуваме преку нашето доживување. Емоции има многу, навистина има многу, но оноа што не можеме сите да ги идентификуваме, колку и да сме, нели, емоционално писмени или неписмени, не учат ни да ги именуваме емоциите, но оноа што можеме да направиме за себе е одредена мисла. Како се чувствувам кога ја мислам? Каде јас тоа го чувствувам? Минатиот пат ви кажав, и сега ќе ви кажам, дури и на вебинарот кажав, дека мислата е всушност јазикот на нашиот ум. А емоцијата е јазикот на нашето тело. Нашето тело никогаш не лаже. И секогаш во телото ја чувствуваме емоцијата. Дури емоциите
се поврзани и со нашите енергетски центри. Што значи тоа? Многу често чувствувате притисок во градите. Многу често доаѓа до тоа да воздухот ви се пресекува и да не можете да земете онака што велат со полни гради воздух. Најчесто е тоа тага на собрана по срцето. Значи дека сме создале еден толку тесен простор, што таму нема проток на енергија. Значи, телото ви кажува дека вие со подолг временски период сте биле, може би сте чувствувале тага, а не сте сакале да ја признаете. Не сте плачели, едноставно. Затоа што, како што споменав и претходно, не учеле од мали, немој, ќе заплачеш, доста плачеш, ајде сега, и ќе ви го одлечат вниманието, чисто, не е убаво да плачеш, па ајде сега, што да направиме, или пак момчињата, понатаму веќе како клиенти, кои што, многу интересно за машката популација, барем од моје искуство, зборувам од доста широко искуство и долго, не само на моји едукации, туку и пошироко, дека се во многу помал број, тие ќе започнат комуникација некоја, затоа што им треба некоја поддршка или помош за нешто, но не целосно се отвораат затоа што машките не плачат. Нели, како да им е забрането да имаат одредени емоции. А солзите ја мијат душата. Едноставно, она празнење, за да дојде до ново нешто, полнење, оноа што сакаме да ни причинува задоволство, што сакаме да ни биде убаво, што сакаме да уживаме во сето тоа. Ние треба да испразниме, не можеме во полна чаша да полниме ние. Значи треба тоа да го испразниме. А како се празни емоцијата? Се празни преку солзите. Некои велат, и отвараат и некакви соби, не знам, за да излезе бесот и ретрет работи, не знам. Оно што јас го знам е преку здивот, каде што се враќаме веднаш во сегашниот миг и каде што веднаш влијаеме на нервус вагусот, односно на автономниот нервен систем и се носиме во една добра состојба. А тоа го правиме преку техниките на дишење, токму во mindfulness и во сите мои едукации. Значи, и во коучинг средбите. Значи, оно што исто така јас го знам е да секогаш ги запишувате вашите емоции, затоа што тогаш се оддалечуваме од нив. Секогаш да запишувате чувството кое во момент го имате. Какво и да е тоа? Зошто? Затоа што тоа е тоа што ви кажам, се одвојувам јас од мојата емоција, ја одвојувам мојата личност, значи јас не се лепам за емоцијата. Емоцијата е, како што кажав, нешто што го доживуваме од некаков настан, го доживуваме внатрешно, на субјективно ниво, врз основа на нашето искуство претходно што сме го имале, со било која случка или сличен настан. Значи, кога јас сето тоа ќе го запишам на хартија, јас го опредметувам и воедно го гледам од една перспектива, каде што е перспектива на некој друг. Јас го наблюдувам. Значи, не сум тоа јас го наблюдувам. И кога јас тоа ќе го наблюдувам, се одвојувам и можам да бидам проактивна, односно да одговорам на било која ситуација. И така што се е дозволено, дозволено е да си плачете додека пишувате, воедно има една феноменална вежба во mindfulness-от која што ја практикуваме и мене лично многу корисна ми е длабоката мускулна релаксација, бидејќи сиот стрес, ние 70% од времето го живееме под стрес. Верували или не, тоа се научни истражувања. Значи, целиот тој стрес се собира токму во нашата мускулатура. И што се случува? Здрвеност на врата. Значи, телото кажува. И тоа, знаете како, само алармира. И тој симптом во моментот што ќе го почувствуваме како моментално здрвување, упочување, нели, вкочанетост, тоа е само моментален сигнал дека нешто сте згрчени, дека нешто не пуштате, дека нешто ви кажува. Телото не лаже.
И што се случува? Ако почне, значи ако се развива веќе болка, почнува да алармира, ако се случи веќе некоја болест, тоа веќе пишти. Значи воопшто не сте го слушнали. Моментот кога вие ќе го фатите токму таа вкочањето, сето тоа, значи најчесто се собира во нашата мускулатура, на лицето, па почнувате да чувствувате вкочањето на вилица, или ви се грчат нозете, или грч мускулатури и така натаму. Токму со таа мускулната релаксација ние правиме грчење и опуштање на мускулатурата и тоа е отпуштање на стресот. Значи, тоа е нешто што е многу корисно за секој еден од нас, затоа што, знаете, некогаш имаме потреба да анализираме. А анализата е еднаква на парализа. Не секогаш анализата на тоа што ни се случува не води до посакуван резултат. Што значи тоа? Дека, за да управувам јас со своите емоции, не морам претерано да анализирам на секој настан, на секоја мимика, на секој гест, на секој нешто што ми кажал, па дури и попреку ме погледнал. Зошто? Затоа што е тоа чиста интерпретација. Анализата на сето тоа, посебно на невербалната комуникација или повторувањето на прашањето зошто мене тоа постојано ми се случува, што е тоа што мене постојано, зошто мене се такви работи ми се случуваат. Значи, тоа е парализирање на целиот ваш систем. Буквално како да си ставате лисици на раце, буквално како да се врзувате на одредено место и да не смете, како да сте во домашен притвор на собственото тело и на себе, на самите себе. Затоа е многу поедноставно, некогаш и да не знаеме, туку едноставно да се прочисти работата. Тоа е најубавото нешто што можете да си го дозволите, тоа е, се разбира, со вежби, со едукации и токму со ова што ја го кажувам. Двоење, значи одделување на тоа што се случува, што дали се тоа емоции, дали се тоа доживување, дали е тоа било која комуникација настаната, но од едно поинакво гледиште. Кога јас тоа ќе го напишам, значи ќе го испразнам и ќе можам да помнам со нешто ново. На тој начин ние носиме одлука да бидеме проактивни, да дадеме можност на нашиот реактивен ум да се смири. Затоа што ние имаме три мозоци, значи тоа е тоа, овој неокортексот е најновиот и тој е нашиот диригент. И тој управува всушност со целиот оркестар и тој е поврзан со сите делови од нашиот мозок. Сега, кога било која информација ќе ја примиме, таа доаѓа од неврокортексот, да, и доаѓа до делот на лимбичкиот и оној рептилскиот дел од мозокот, кој што е постојано во спрега, бори се, бега и смрзни се и така натаму. А тој го активира нашата амигдала. Како? Значи, потребни се неколку секунди, според научни истражувања, некаде до 11 секунди, додека информацијата допре до тој лимбички дел и амигдалата, за да ја активира и да го активира оној делот нашиот мозок, бори се, бегај или смрзни се, чекај да пројде опасност. Значи, тоа е тој момент кога ние треба да буквално да го вклучиме диригентот, за да тој може потоа да управува со целиот оркестар. Затоа што тоа е најважното нешто. Замислете, диригентот ако не знае да диригира, целиот оркестар раштимано ќе свири. Значи, оној дел е најважниот дел. Како ние ја примаме информацијата од надворешниот свет. На вежбите кои што се кај мене, и она што го практикуваме, и тоа што го правиме, нели, на mindfulness едукациите и на средбите кои што се кај мене, е токму тоа, успособување на тој дел да може да диригира со останатиот дел од мозокот. Како? Со тоа што се стишува буката во умот. Со тоа што се фокусирам на делот од телото, каде точно ја чувствувам таа емоција. Ние имаме исто така и една интересна вежба, која е пораката на таа емоција која ми доаѓа. Значи, секоја емоција има своја порака. Што е тоа? Што таа емоција мене ми порачува. Многу често знаеме да направиме и да речеме со музика, па да имаме одредена игра каде што имаме ослободување на емоциите. Тоа го имавме и во таа слободна летна едукација,
каде што само се следи ритмот и се празнат емоциите. И доаѓате до едно многу добро расположение. И тоа е еден вид управување со емоциите. И знаете како, некако реакциите кои што ги даваме кон надворешноста и оноа кога чувствуваме бес или лутина, знаеме некогаш и да си го оправдаме. Многу ретко зборуваме за емоциите, затоа што мислиме дека е срамота да се зборува за тој дел. Кога ние мислиме дека е срамота, се затвараме многу повеќе во нас и тогаш доаѓа до тоа срце камено, и тогаш доаѓа до чувствување на грудка во градите, и тогаш доаѓа до срцебиење, неправилен здив, и тогаш доаѓа до таа тежина, дури и притисок. Значи, тек тогаш не можеме да манифестираме, што би рекли, или да живееме реалност каква што ние сакаме. Тогаш доаѓа до обвинување на себе, до обвинување на светот зошто е ваков или онаков. Затоа што стануваме многу поподложни на оние надворешни информации. И така најчесто функционираме ние. Тоа што е од надвор го доживуваме внатрешно и потоа реагираме. Поентата која е? И тоа е тоа што го правиме на едукациите. Поентата е од внатре да оди кон надвор. Значи јас да се доведам во добра состојба за да можам да одговорам. Поентата е таа. Значи, не да реагирам и реактивно да се понесам кон нешто, туку да се стишам и да одговорам од внатре кон надвор. Тоа значи да го разберам соговорникот, да разберам што се случува околу мене и која е пораката на тоа што се случува околу мене, а не зошто тоа мене постојано ми се случува. Што имам јас да научам од ова што ми се случува? Тоа е всушност од внатре одговор, од внатре кон надвор. Што правам јас во врска со тоа што ми се случува? Која е добрата намера од тоа што се случува? Која е пораката? И само слушајте. И тоа е многу лековито прво, и тоа е таа реалност која е вистината. Затоа што тогаш превземам одговорност. А кога јас ќе превземам одговорност за сопственото однесување, и за сопствените реакции, условно кажано, и мои одговори на тоа што ми се случува, тогаш е моќта во мене. И тогаш јас можам да управувам со сето тоа што се случува во мене и околу мене. А кога јас ќе почнам да управувам со тоа што се случува во мене, многу полесно ќе управувам и со тоа што се случува околу мене. Затоа што сами работите се менуваат. Не треба вие да ги менувате. Единствено што може да се промени е тоа сум јас. Тоа сте вие. Се поаѓа од тука, од нас. Јас не можам да му гледам на Петко и на Станко како да се однесува. Тоа е негово. Тоа е негово воспитување, негови образци, негов метапрограм, негов програм на однесување, негова мапа. Значи, не можам јас да му делувам на него. Но оно што јас можам е јас да си делувам на себе, значи, идентификувам, препознавам сето тоа, го идентификувам, го прифаќам сето тоа што ми се случува, го симнувам на хартија, управувам со него, со здивот, преку дишењето, преку одредени алатки, значи, го доживувам сето тоа и го искажувам, не ми е срам да кажам. Срамот е најниската емоција, со најниска фреквенција. Ја собира целосно енергија. Значи, тоа е нешто што, како да ви кажам, најмалку би си го посакале, доколку знаете што се ви прави грижата на совест и ретрет работа. И кога сето тоа ќе го прифатам, значи, дури тогаш ќе можам да го променам.
Дали имате прашања? Јас тука не гледам некои прашања, само гледам поздрави и дека се придружувате, што ме радува, се разбира. Слободно зборувајте, луѓе, за емоциите. Емоциите се нашиот GPS кои ни кажуваат каде се наоѓаме, како сме, како сакаме да ни биде, затоа што, видите, ако јас седам, ако е средината во прашање, да речеме, луѓето кои ме обкружуваат, ако мене со нив не ми е окей, тоа мене ми кажува, значи одредена емоција мене ми кажува дека треба да го сменам моето обкружување. Ако мојата реакција на некоја си приметба, на нешто ми укажува дека тоа, нели, го чувствувам како личен атак врз себе, тоа значи дека, окей, дали јас толку сум се симнала во егото или што е работава со мене. Дали јас одговорот кој сакам да го дадам, го давам од моето его или го давам буквално од моето срце. Значи, таа кохеренција на срцето што велам и, значи, усогласеност на умот и срцето е многу важна, а може да се постигне само тогаш и само тогаш кога ќе имаме отворено срце и отворен ум. Што значи тоа? Дека отворено зборувате буквално за се што ви се случува. Ако вие потискувате работи во вас, а најчесто тоа го правиме, затоа што, нели, од мали срамота е за тоа да зборуваш, како така ќе кажуваш, па не треба на сите да се кажува, па немој, тоа е срамота и доаѓаме до момент кај што ние се срамиме да кажеме пред некого, посебно пред компетентни личности. Значи, најважно е да зборувате со оние, нели, со кого имате доверба, ако немате со кого, изнесете го тоа на хартија. Важно е да го искажете. Многу е важно да го искажете. Да не го собирате, затоа што, велам јас, секогаш кога ние работите ги ставаме под тепих и почнува, нели, да се напластуваат и одеднаш тепихот почнува да се подкрива и од сите страни ќе почне се што да излегува. Тоа никој од нас не би го сакал и затоа, значи, зборувате за своите емоции. И знаете што е исто најинтересно, што многу често кога зборуваме за емоции, најчесто зборуваме за она кога сме лути, тогаш знаеме отворено да кажеме дека се лутиме или ќе се намуртиме, невербално покажуваме дека некому сме му лути, дека сме навредени од нешто, па невербално сето тоа ќе го покажеме без никакво објаснување, па ќе очекуваме тој другиот да свати. Значи, чиста интерпретација. И тоа не повредува. Значи, како да ви кажам, го пиеме отровот со кого сакате некого да го отрувате, како да ви кажам. Се сечете гранката на која седите. Значи, затоа што вие постојано тоа го носите и како го носите тоа, значи, зло памтило или не знам, некоја си замерување на некого за нешто. Значи, сето тоа се едни толку токсични емоции кои што буквално ве трујат сами. Вие се труете со нив доколку ги имате. Или, кога ќе помине време, па јас ќе му вратам, ќе му кажам за тоа, па така да се однесу и што правите? Вие додека дојде тоа време, вие цело време сте во таа некоја си емоција. И тоа го памтите. Арно, кога ќе дојде да се заблагодариме на некого, да памтите нешто што е некој нешто го направил, па дури и самите кога сте го направиле тоа и да си бидете благодарни без да очекувате дека некој треба нешто за тоа, за возврат да ви даде, само тогаш, значи без да очекувате, ја имате она вистинска, да кажам, кохерентност со срцето и со умот. Се додека ние многу лесно знаеме памти па врати, па не знам ти што таму што не учеле, се до тогаш ние се труеме со сопствениот отров. Замерувањето, да бидете во право. Значи, тоа се толку ригидни работи кои што ве држат, буквално ве закотвуваат, ве закопуваат во место и вие не можете да се движите никако напред. Значи, може да се подвижите во некоја си насока, во некој си сегмент, меѓутоа секогаш ќе ве враќаат и ќе ве враќаат и ќе ве враќаат. Значи, замерките никогаш не носат добро. Зошто?
Зошто ни се случува тоа? Затоа што или казнувањето, себе казнувањето, или не знам, себе замерувањето за нешто, што ми требаше ова да го направам, како може вака да кажам, што ли ми требаше ова да му кажам, и ред работи. Зошто е тоа така? Затоа што како мали, многу полесно им било да не воспитуваат од, барем во поголемиот дел, од ниво стојалиште на казна и награда, отколку да ни се заблагодарат за нешто добро што сме направиле. И ние најчесто си се казнуваме. Значи, не треба на никого да му замеруваме, едноставно така сме знаели. И ние така сме почнале, можеби да ги воспитуваме нашите деца, се дека не сме дошле до некое ниво на свесност, кое што сме сватиле дека тоа не носи добро. Меѓутоа, понесени од тоа, казнување, себе критикување, критизирање, никогаш незадоволни со себе, секогаш можеме подобро, доживување на тие емоции на недоволност, нас секогаш не враќаат назад. Поентата е поидовното е. Тоа што? Ние сме добивале благодарност, а сетете се и вие ако сте родители, кога се заблагодарувате на вашето дете. Кога ќе ви даде нешто. Кога ќе направи нешто добро. Нели обично кога ви дава нешто на подарок, ние ќе кажеме ти благодарам, тогаш и ќе го гушнеме, и ќе го бацнеме, и се е тоа окей. Што не условува тоа нас на ниво емоција? За да се доживееме себе од состојба на доволност, од емоција на доволност и да предизвикаме некому благодарност дури и на самите себе. Дај за да ти биде дадено. Условеност. Дај, колку повеќе даваш, толку ќе ти се враќа. Ама при тоа забораваме главна спрега меѓу тоа. Не очекувај да ти се врати. Значи, таа условеност сме ја научили и затоа секогаш, најчесто постапуваме од позиција на недоволност. И кога ни се посветувало внимание? И тогаш стануваме обично жртва. А кога сме во позиција на жртва, тогаш сме во најниска вибрација, односно во што би рекле народски, негативни емоции. Значи, затоа е многу важно да го освестиме тој момент. Има едно прашање, како само, јас научарите, таму си ги оставив, како само да наблюдуваме, а не да правиме анализа, парализа, тоест, добро, каде е здравата граница, да. За да наблюдуваме, тоа се учи. Тоа се учи, тоа ние го викаме и во mindfulness, и во NLP-то калибрирање. Значи, наблюдување, тоа е само опис на ситуацијата. Само опис. Без интерпретација. Например, надвор е темно. Тоа е опис. Например, надвор е темно, леле сега кој ќе се вклучува, па сега треба да спијам, а не да се вклучувам јас во живо на Инстаграм. Тоа е интерпретација. Значи, ако јас не дадам емоција на некој настан, не дадам некое доживување сопствено, субјективен став за некој настан, тогаш правам опис на настан. Тоа е тоа. Опис. Во 7 се вклучувам во живо на Инстаграм. Толку. Тоа е опис. Едве чекам да се вклучам во 7 на Инстаграм. Леле, едве чекам да слушнам што ќе ме прашат. Тоа е интерпретација. А што ако се вклучува? Тоа е интерпретација. Наблюдување е кога само е опис. Чувствувам стегање во градите. Опис. Интерпретација. Сигурно е од времето. Може притисокот. Чекај, вчера бев така поишен напнат нешто, па може денес ми се одразува. Интерпретација.
Тоа е анализа. А опис е самата ситуација. Значи, кога јас не лепам етикета на ништо, туку само го опишувам, опис. Позади мене има уметничка слика. Опис. Сликата има апстрактна уметност во неа и буди некакви чудни доживувања. Некои од нив ќе ја сватат, некои нема да ја сватат. Интерпретација. Ете, тоа е одговор на прашањето, ако има. И тоа е здравата граница. За која е здрава граница? Здрава граница е индивидуална работа за секој еден од нас. Нешто што е здрава граница за мене, можеби не е за вас. И обратно, тоа што е за некој од вас, можеби не е за мене. Значи, здравата граница е тоа, мојот компас. Тука се емоциите многу важни. Значи, емоциите не се, луѓе, емоциите се нашиот GPS кој ни кажува преку телото, а телото никогаш не лаже, кој ни кажува дали е ова окей со мене или не е окей со мене. Многу често сме сведоци на тоа да прифатиме некои работи кои што не ни се по кејф, не ни се по волја, се спротивни од нашите, посебно ако се спротивни од нашите вредности, а ние ги прифаќаме зошто? Затоа што сакаме да ни се заблагодарат, затоа што сакаме да не пофалат, затоа што сакаме да имаат луѓето добро мислење за нас, затоа што со тоа ние се чувствуваме добро. Тоа е окей за надворешните фактори. Тоа е тоа што го велам. Надворешно да влијае на мојата внатрешност. Сакам да бидеме мотивирани, па нема, ќе заврши тоа надворешното, не се сите луѓе исти и тие си одат, нели, не сум секогаш на исто работно место, тоа ќе си оди на новото работно место, истото ќе ме чека, истото ќе ми се случи, во семејство каде што не се чувствувам задоволна и вредна за семејството, да се разведеш, ќе отидеш пак во исто семејство, ако тоа не го освестиш и повторно истото ќе ти се случи. Значи, моментот кога јас ќе чекам таква мотивација, таа ќе си отиде и повторно ќе се случи тоа незадоволство. А јас моментално ќе бидам окей, ме пофала, тоа супер пуна себе, мене ми е добро. Освен не ти е добро, затоа што тие ќе си одат и што се случува понатаму? Останувате сами со себе и повторно со тоа незадоволство. Значи, компасот кој е? Како се чувствувам јас во врска со таа ситуација? Кое е чувството кај мене? Дали јас навистина се чувствувам исполнето во тој момент? Дали ова мене ми исполнува? Мене, како Ирена, како Славица, како Верица, или го исполнува, не знам, некој си што ми ја дал таа задача? Тоа е моментот. И така ги поставуваме границите. Многу често, значи, одиме против себе и тогаш најчесто исто така се јавува стега во градите, не само стега во градите, туку и проблем во гастроинтестиналниот тракт, односно проблем со варење, киселина, желудочна, повраќање, па дури потоа може да дојде и до дебелото црево. Значи, сега јас зборувам како коуч, зборувам како психокоуч, зборувам како некој што се занимава со психосоматика, не зборувам воопшто од областа на медицината. Така што оно како искуство што го кажувам и како научен доказ што го имам. Така што сето тоа, затоа велиме дека телото е феноменална наша алатка, луѓе, ние во телото сме целиот наш живот. И телото значи, никогаш не лажи, тоа ни кажува за поставување на здрави граници, при тоа следејќи ја емоцијата која се јавува во нашето тело. Благодарам, Микица. Ако имате уште прашања, слободно поставувајте, затоа што уште еднаш ќе кажам, навистина многу ми значи. И онаму каде што застанав е тоа со благодарностите, значи, како ние сме си научени да влегуваме и во улога на жртва. Така што сме добивале внимание и љубов кога нешто не боли. Кога како деца сме биле повредени. И тогаш имаме, дојди ваму да те гушнам, дојди да те бацам, кај се удри, чекај да така натаму. И ние можеби на некој несвесно ниво
Ако сме повредени, ќе добиеме љубов. А како не гледа дека со тоа ме повредува, наместо да го увиди тоа и да престане со таквото негово однесување, тој продолжува со тоа. И знаете како? Некои работи кои што работеле, кои што функционирале додека сме биле деца, кога стануваме возрастни, тие исти работи не функционираат. А ние мислиме дека се уште одредена болка или одредено влегување во дел на сожалување и на жалење, чека, ајде сега ќе се жалиме, ќе тагуваме, ќе чекаме помош од надвор за да ме спаси, тоа не бива. Затоа што сега сме возрастни. Така што возрастниот се грижи за детето во нас. Овој возрасен, таа личност која што сте вие одговорни за состојбата во која се наоѓате. И тоа е од внатре кон надвор. И тоа е поставување на здрави граници, тоа е заблагодарување на себе кога нешто ќе завршите добро. И тоа е кога ќе видите дека себе сожалувате и дека чекајте некој друг да ви помогне. Тоа и како апел до вас самите за себе љубов и тоа да се запрашате каде сте на патот, колку вие самите себе се сакате. Колку вие самите себе си се вреднувате и потврдувате дека сте тоа што сте. Прифаќајќи се себе со сите своји емоции и со сите своји доблести и недостатоци, мани. Има уште едно прашање. Што најмногу и најдобро можеме да поминеме за да се смириме кога сме вознемирени? Супер. Значи, оно што кога сме вознемирени, оно што го имаме инстант во секој момент, е нашиот здив. Значи, нашиот здив ние го имаме, а никогаш не сме фокусирани на нашиот здив. Кога нашето внимание ќе го фокусираме на нашиот здив и ќе го освестиме нашиот здив, инстант се смируваме. Така што доаѓа, како што кажав, до активирање на тој нервус вагус и до активирање на автономниот нервен систем да одговори, нели, со една смиреност. На кој начин? Имате повеќе техники на дишење, ги работиме на mindfulness, нели, ги работам и јас индивидуално, и во едукацијата која допрва следува. Значи, оно што инстантно можете да направите е 3-3-3. Например, броите до 3 при вдишување, не дишете до 3 и издишувате до 3. Тоа е инстант. Неколку вдишувања и издишување се сосема доволни за да можете да се доведете во една добра состојба. Значи, самиот фокус на дишењето ве носи во смиреност. Го смирува умот, односно, што прави? Во состојба на вознемиреност, ние најчесто се вознемируваме, најчесто од настани кои што врска немаат, од интерпретација. Најчесто тоа се вознемируваме. Исто така сме вознемирани ако имаме премногу активности и ангажмани кои сме ги ставиле на нашиот грб, на плеќи и сакаме да ги завршиме. Мултитаскингот е феноменален за подолготрајно применување да ви предизвика вознемиреност и хроничен замор. Значи, тоа ви е фантастична алатка ако сакате да се чувствувате така. И после да чувствувате дури и безизлезност, затоа што не се фокусирате. Значи, фокусирањето прво на една активност носи одредена доза на мир.
Што значи тоа? Таа вознемиреност, тој мултитаскинг, тоа постојано размислување, overthinkingот, значи постојано нешто размислувате и што правите? За да не размислувате, вие одите во мултитаскинг. Значи тоа е, како да ви кажам, мултитаскингот е последица на overthinkingот, ако сакате. Значи, за да не останам ја сам со себе, за да не станам положен на постојаното размислување, ќе се ангажирам со ова. Зошто? Затоа што некаде сте прочитале дека кога ќе го одлечете вниманието на нешто друго, факт, дека се намалува действието на мислата, да речеме, и емоцијата ја губи јачината. Океј, ама после тоа кога ќе завршиш со таа работа, пак се враќаш на себе и пак си доаѓаш во таква ситуација и почнеш нешто друго, нешто трето, така натаму. И се носите буквално, тоа почна да ви предизвикува вознемиреност, почна да ви предизвикува стрес и се носиме во тие високи бета бранови. Со самото дишење, ние се симнуваме, затоа што оние ниски и средни бета бранови, ниски бета бранови се окей, тие не носат на она акција, на делување, оноа што велиме. И кога ние ќе се доведеме, значи со самото дишење, ние се стишуваме од високи бета кон средни бета, кон ниски бета и доаѓаме во алфа. Состојба каде што сме веќе онаа состојба на смиреност, каде што се отвара тој подсвестен дел на умот, каде што и таму најчесто се полни со знаење. Тогаш сме подготвени за нови искуства. Така што ете, тоа е она инстант враќање во некоја добра состојба. Има уште многу техники и во NLP-то што се користат, да речеме, за менување на моменталната емоционална состојба, но оно што е најважно е да се смирите во даден момент, со тоа што ќе го освестите, мигот дека ја наблюдувате емоцијата. Едноставно ќе наблюдувате како вие се однесувате во даден момент. Ќе си го наблюдувате вашето однесување кога ќе добиете некаква реакција од надвор или некаков коментар од надвор или било што. Значи мора да има мисла, нешто да ве тригерира и да ви поттикне одредена мисла, мислата ви носи емоција и да се чувствувате вака или онака. Значи, кога јас ќе наблюдувам дека окей, сега не се чувствувам баш нешто добро, не ми е добро, таму и таму тоа го чувствувам, значи подобро одложете го разговорот, ако се наоѓате во комуникација, одложете го разговорот за некои си, не знам, 5-10 минути, утре ќе ти јавам, попосле ќе ти се јавам, ако е телефонски, било како, за да не дојдете до реактивна реакција ваша. И при тоа, ако треба, се тоа е убаво да се диши и така натаму, ако веднаш морате да одговорите, доволно е да вдишете и издишете, да ги затворите малку очите, чисто да ги сопрете информациите кои доаѓаат од надворешната средина или само соборете го погледот за да влезете во една добра состојба, каде што ќе бидете сами со себе. И јас би ве повикала тука, ако имате уште прашања да поставите, повелете. Ако нешто испуштив, ве интересира, повелете да поставите прашања, значи требаш да започнеме, да речеме, понеделник утре со mindfulness-от, поради барање на тие што се на работа и активни од понеделник до петок им одговара во недела, така што наредната недела баш го започнуваме терминот што ни од 5 до 8 ќе ни биде зафатен со mindfulness тренинзите. Јас ќе почнам да се вклучувам после 8, кога ќе завршам со тренингот, таман уште поинспирирана, и ќе се вклучат, верувам, и тие во лајвот. Така што, еве, имате уште неколку дена, ако не сте се пријавиле, да се пријавите на mindfulness едукациите, каде што, знаете како, целта е да вие научите во секој момент да управувате со сето тоа. Тоа е целта. Затоа што многу често, еве вака и со клиенти што стапувам во контакт и со студентите, ќе се оди на некој разговор, ќе се поразговара, ќе се послуша нешто и тоа е се окей. Мислам, тоа е моментално олеснување, но после тоа ја шо правам?
Поентата е да бидете независни, да бидете самостојни, да научите самостојно да управувате со себе, да бидете автономни во сето ова. Сакаме да го почувствуваме нашиот автономен нервен систем, а при тоа ние немаме автономност. Значи, за да ја достигнеме нашата автономност, ние треба да се научиме, луѓе, основното нешто е да научиме да управуваме со себе. Ние, пазете, човекот достигнал таков вид на тоа IQ, ја што велам, да управува со највисоките и најсофистицираните технологии и техники, кои што се навистина во огромен подем. Мислам да не зборувам за платформи било какви, тоа е феноменално, роботика, мехатроника, и свашта нешто. А да не знаеш да управуваш со себе. Мислам, стварно тоа. Дајте да научиме некој што не научил. Не затоа што така сакале, и оно што на сам почеток го кажав, родителите што така се однесувале, ние што така се однесуваме некогаш со нашите деца, не е тоа затоа што ние или родителите мислеле нешто да направат вакво или онакво, не, апсолутно, затоа што тие толку знаеле и за наше добро, тие мислеле дека е тоа така, затоа што и никој не ги учил, ниту пак нас некој не научил. Ние само што правиме, ние само ги копираме образците кои што сме ги имале и само ги рефлектираме на ова поколение што доаѓа. И бидејќи тоа не се вклопува во, ако било до сега Homo sapiens, сега викаат Lumino sapiens, дека веќе доаѓа, само 1% е задржал на Homo sapiens. Дајте, луѓе, да направиме нешто за новото современо живење. Тоа што било старо не ни користи. Дајте да го пуштиме, затоа што така отвараме простор за учење за ова ново. А сега ние најнеписмени се сметаат за оние луѓе кои не знаат да се прочитаат себе, да управуваат со себе. Како ќе управувам јас? Не знам, сакате да управувате со ово или со оно и на работно место и не знам, лидершип и свашта нешто гледам, не знам при тоа со себе да управувам и не знам да се носам со одредени емоции кои ги доживувам во даден момент, со одредени мисли. Значи, поентата е да создадам на моите едукации, да создадам независни луѓе кои знаат да управуваат со себе, а при тоа заедно да соработуваме и да се изградуваме уште повеќе. Затоа што не е поентата да создадеш следбеници, поентата е постојано да бидеме едни на други ментори и ученици. Да, благодарам, Дани. Да, благодарам и јас. Одлична тема, преубаво објаснето. Благодарам, Бојан. Благодарам, Бојан. Ако немате повеќе прашања, јас навистина ви благодарам што се вклучивте. Верувам дека имавте полза и по вашите одговори и ви беше корисно и ова вклучување. И наредното вклучување ќе биде наредната недела во 8 часот. А за едукациите повелете, значи до недела ве очекувам заедно да се дружиме, заедно да растеме, буквално заедно да одиме по патот кој што е пат на нашиот раст и развој. А до тогаш, сакајте себе си, сакајте ги луѓето кои ве сакаат вас, чувајте се себе и чувајте ги луѓето кои ве чуваат вас. Имајте убава вечер и плодна работна недела. Чао!